Време и место предвидени за вашата добро позната, мега популарна наша сцена. Јас сум Весна Баштованска, водител во оваа ваша наша сцена и секако во следните неколку минути ве канам на она што е новитет на македонската музичка сцена. Накратко, ќе ги имаме Профа Бенд од Кичево, како и добро познатите Оркестар Маестрал од Битола, секако и многу музика низ оваа наша сцена. Причина повеќе за да бидете заедно со нас. Вие сте со уште едно ново издание на наша сцена. Вообичаено и во него ќе имаме промоција на нова песна, односно нов видеозапис кој што го изработи Импродукција, но затоа малку подоцна. Најнапред ќе го проследиме интервјуто со Профа Бенд кој што ни доаѓаат од Кичево. Тие веќе обстојуваат 5 години на македонската музичка сцена. Откриваат дека нивните почетоци ги бележат како трио, а сега се само двајца, Теодора Велковска и професорот Горан Делевски. Повеќе од разговорот со нив. Почитувани гледачи, во денешното музичко издание на музичката емисија Наша сцена, посебно ми е драго што ќе ги најавам Профа Бенд, кои што ни доаѓаат од Кичево, а него го сочинуваат 20 членови, односно професорот Горан Делевски и вокалот Теодора Велковска. Добри ни дојдовте. Добре ве најдовме. Така, значи, како што кажав, ни доаѓате од Кичево. Еве, ајде за почеток да се представите пред публиката, колку време постои Профа Бенд, како се пронајдовте, како се формиравте? Епа вака. Профа Бенд постои ова година, славиме 5 години од нашето постоење. И почетокот беше во друг состав. На почетокот имавме уште една вокална солистка. Ја поздравиме и сега Александра Србиновска Акси. И почнавме со работа. Во прво време, значи, работевме заедно, значи како тројка, со две вокални солистки и јас како клавиатурист. Меѓутоа, после скоро една година, одлучиме дека да се поделиме малце едноставно за различни карактери и сите тие работи. Одлучиме дека на тој начин да екзистираме, така да, значи, сега ова 5,5 години веќе. Да. И така. Сега сте веќе во таа подстава. Да, во оваа подстава сме ние двајца и по потреба нормално имаме соработки со вокални солисти, со вокални солисти, инструменталисти на дувачки инструменти. И тоа е тоа за вовет. Так. Теодора, како го пронајде професорот? Како се пронајдовте? Па јас и Горан сме фамилија, братучеди сме. И, значи, многу не бевме во контакт пред да почнам да пеам, ама кога почнав да пеам 2013 мислам дека беше, бев пријавена на едно музичко шоу во македонска телевизија, се викаше Сите наши песни, и тогаш го побарав Горан, пошто тој е како професор по музичко во нашата гимназија во Кичево, и го побарав него за да ми каже некој предлог што да пеам, како консултација. И помина тоа шоу, значи учествував таму, помина се шоуто и после тоа, значи, случајно сосема испадна за да се работуваме. Тој, значи, скоро останал без колега, претходно имал друга група и ми вика ајде да пробаме, дојди на клавир малце да посвириме, ово и така испадна и свирките, сосема случајно. Так. Од каде името? Теодора испушти дека таа веќе претходно имаше снимано на песна кај мене во студиото со мене, детска песничка за детски фестивал Кичево, час по математика. Тоа беше кој одделение? Четврто одделение и така да уште тогаш се познаваше дека некоја соработка така со снимањето со песничата и така се гледаше дека ќе види нешто. Веќе полека сигурно навлегуваше во музичките води. Така, од каде името, кој е кумот? Името, разговаравме тогаш, имавме повеќе предлози така како нагласање, како што околу името, ова, она не. Меѓутоа на крај испадна сепак ајде да речеме како кум испаднав јас, тогаш пошто беа и Акси беше заедно, го прифатија тоа. Мене на училиште учениците и сите профа, и реков профа интересно, екипата јас ја составив во секој случај, како главен двигател на тоа и така испадна профа и интересно се виде.
Со тоа што често пати не грешаваат кои ќе пишуваат и на фестивали, кои ќе нешто профи обично, деме како профи, професионално, меѓутоа е профа од професор, да речеме. И така остане интересно, ни се види, така не знаат. Така. Она што неодамна го сработивме еве заедно како заеднички проект е вашата нова, нова ќе кажам, и секако веќе добро, мислам отпеана, нели ви беше претходно на Лешочкиот фестивал, но сепак нова за публиката со оглед на тоа што веќе ќе добие нов видеозапис. Значи, токму тоа ми беше зборот, го сработивме видеозаписот кој што се уште е веќе во завршна фаза. Гледачите ќе може да го погледнат премиерно тука во преку нашата им продукција. Колку сте задоволни од сето тоа? Од спотот? Од спотот, од соработката, од целокупното снимање? Прво, конечно, ние одамна најавувавме таа соработка за снимање спот, затоа што ова ни е веќе 6-та песна што имам снимено. Малце се пролонгираше снимањето и еве конечно за ова песна одлучиме дефинитивно тоа дека мора да се направи. Така да конечно испадна таа соработка и си поминавме прво на снимањето прекрасно. Значи еден ден го поминавме на повеќе локации низ Кичево, прекрасни локации. И си поминавме многу убаво и ние пошто веќе спотот го имаме видено, изгледа прекрасно, така да гледачите ќе можат скоро да го видат. Така ти ќе дадат финалната оценка. Да им се заблагодариме на локациите, значи што ни сепак ни дозволи да снимаме таму. Најпрви бевме во Атва Резиденс, тоа е нов ресторан кај нас и хотел. Ќе биде. Потоа бевме во Куќа на уметноста, Кичево исто така прекрасно место. И на крај завршиме во Домот на култура, на две локации во домот, во големата концертна сала и во галерија, ликовна галерија што е таму и на тие 4 локации прекрасни, значи ќе го видат гледачите, значи спотот и ќе кажат дали е во ред тоа што сме го сработиле заедно. Инаку прекрасна екипа, мораме да ве пофалиме. Благодариме. Целата екипа што работеше на спотот да поздравиме, многу убаво си поминавме и тоа. Теодора, колку беше напорно во поглед на тоа што како женско мора да се пресоблече, друг стајлинг, нов стајлинг, колку беше сето тоа напорно, колку бараше време? Пресоблекување и сите тие работи, дотерување, меѓутоа мене воопшто не ми беше напорно, ми беше баш интересно. И тоа сакав да додадам претходно, значи наговорам да се надоврзам. Значи ова е прв видеозапис ние што го снимаме и навистина бевме возбудени за тоа како ќе испадне се. И јас надевам дека публиката ќе го препознае целиот тој труд кој што го вложивме и ние и екипата на Инпродукција, бидејќи навистина напорно работевме, посветено за сето тоа да изгледа убаво, модерно, интересно и така натаму. Морам да те пофалам, имаш прекрасен женски вокал, од она што јас го слушнав, го видов, значи од додека се изработуваше видеозаписот изминативе неколку денови. Колку долго време пееш и дали би продолжила и понатака и каде се гледаш во скора иднина? Најпрво ти благодарам. Пеам веќе 5 години, значи професионално, кога сум почнала да пеам, тоа е од сите наши песни, значи тоа музичко шоу. 5 години пеам професионално, значи активно, постојано. Иначе професорот ми држи часови по пеење, значи за вокална техника и сите тие работи. За во иднина планирам секако, значи да снимам уште песни, да го завршиме албумот кој што веќе го најавуваме подолго време, бидејќи имаме веќе 6 песни, значи не достигаат уште неколку, за да го завршиме, така да се гледаме на многу повисоко ниво, само здравје Боже, ќе видиме колку време ќе биде потребно. Така, во моментов покрај пеењето студираш, учиш? Веќе завршив, значи сега сум дипломиран економист на иновацијски проектен менеджмент и поради тоа малце музиката некако ми беше на втор план, повеќе бе фокусирана на факултетот до сега. Значи сум дипломиран економист и сакам да се занимавам со тоа. Проектниот менеджмент ми е многу интересна тема. Така да би сакала и со тоа да се занимавам во животот и само ќе видиме која ќе биде како најде допирна точка помеѓу музиката. Ќе видиме, да. Така, како најде допирна точка помеѓу музиката и менеджментот? Парите. Како некат економија и музика се до тоа се врти околу пари, така да. Так. Што знам, значи уште од средно, кога сакав да одам, се двоумев што да се запишам средно, се двоумев за музичка, ама некако мала си се уште за да одиш во друг град да учиш, пошто во Кичево немаме музичко. Так. И јас некако
тешко ми беше да се одлучам да заменам во друг град, затоа останав Кичево, учев средно економско и веќе после кога размислував за факултет да одам, тогаш веќе се занимавав со музика. И со Горан кога се консултирав, тој ми вика дека економија, економско училиште со факултет музички нема никаква поврзна точка фактички и требаше многу приемни испити, нели да полагам ова и на крај се викам ај ово да си имам уште една струка како резерва. Да, и затоа. Никогаш не се знае каде ќе не наноси патот и што ќе биде. Токму така. Професоре, колку постои ли интерес кај помладите деца за изучување на музиката, еве конкретно клавиатури, она што е ваша посебна специфика? Так. Има во Кичево поготово има голем интерес, меѓутоа за жал ние се уште немаме ни нижо музичко, камо ли нешто поголемо. Така да има интерес, младите сакаат да изучуваат инструменти без разлика дали клавиатура имаат сакаат, исто така гитара поготово се младите, тоа е бум, тапан и сето тоа, а и интересно е што има доста интереси за народни изворни инструменти, пошто работам и со културно-уметничко друштво Бисер. Така. И значи тамбури, гајди, кавали, тапан, значи тие работи исто така ги интересираат. Меѓутоа она што спомнав, за жал се уште немаме нижо музичко, ниту основно, ниту средно, па далеко нормално Кичево, меѓутоа ќе видиме како ќе биде понатаму, а интерес во секој случај значи има. Така, и покрај тоа што има недостиг значи на училишта Кичево, сепак мора да потенцираме дека е многу богата и плодна почва, со оглед на тоа што излегува од таму бројни кичевски имиња на македонската музичка сцена, да не ги набројуваме Дамјан Стојановски, Спасен Силјановски, Владко Златко Миладиновски, значи колку сите тие ги така, да, колку имате соработка со нив и колку на некој начин представуваат ваши ривали? Соработки имаме со сите, значи сме добри ривали, не сме затоа што тие се машки вокали, Кајна Стеодора женски вокал, така да немаме некоја многу да сме нешто ривали, кој сака значи да има женски вокал на некоја веселба, значи сме тука, кој си сака машки, да е заедно, пикаме машки и женски, веќе тука. Инаку кога спомнавте за некои млади, пошто јас работам и со хор во училиштето. Интересно што има многу надарени, значи ученици, да речам, кои што сакаат да пеат, дури некои и посебно сакам да пеам и да бидат примени во хорот, да учат и да го вежбаат гласот, сето тоа, така да тоа е тоа. Ќе видиме понатаму што ќе излегуваат, значи од тие кадри, да речем, музички од Кајна Кичево. Така, инаку сме секако и отворени за соработки со многу други, не проблем, значи групи, било како за соработки за свадби, за сето тоа, како гости на некоја веселба и така. Так. Предлагам да направиме кратка пауза со нешто ваше, музичко парче и повторно се вратиме назад на разговор. Mas
Ете не повторно назад во студиото на Импродукција после овие прекрасни музички звуци со нашите гости од Профа Бенд. Да продолжиме понатака, значи кажавте како најава на некој начин, вие веќе првиот ваш албум, кој што досега имате готови 6 песни. Ајде нешто повеќе да кажеме каков стил се тие песни, во каков ритам, со кој се бележите соработка на музички план? Па вака, значи досега имаме 6 песни што се снимени. За некој албум викаме 8-9, зависно ќе видиме, тоа не е нека бројка што мора да биде фиксна. Песните се различни по карактер, сите, значи се опфатени, имаме и печалбарска, и свадбарска, и за помлади, да секого по нешто од песните. Така да сите песни ни се фестивалски. Така да првата песна ни беше на фолк хит на летото тука во Охрид кај вас, тоа беше Свадба Кичевска. Автор на песната, музика и текст Милче Стојанов, аранжманот мој, снимано кај мене. Тоест не, кај Жарко Точокот во Прилеп првата песна. Ја снимивме тоеш, да го поздравиме и него. Голем поздрав до Жаре. Потоа втората песна беше на Печалбарска желба на Филиграни. Исто музика и текст Милче, аранжман мој, таа веќе снимана кај мене во студиото. Потоа третата песна беше за Крушевската република, таа е веќе стара наша песна, значи обработка беше битола на Непокор на фестивалот. Народна песна, аранжманот мој кај мене снимано. Четврта песна Мачо Мен, изведена во Охрид, значи некој понов стил сигурно. Таа малце така помодерна. Самото име кажува. Самото име се кажува. Та исто аранжманот и музиката се мои, снимано кај мене, текстот од Цане Трајчевски на фестивалот во Охрид Трубадури. Да, Трубадури. Нашиот фестивал. Петата песна Славен ден. Музика и аранжман мој, снимано кај мене во студио, а текстот е на Теодора. На мајка Теодора. Така. Милена Велковска, ја поздравим и неа. И последната наша песна, значи шестата сега што ја снимавме, што беше на овогодишниот фолк фестивал во Лешок. Музика и текст исто Милче Стојанов, аранжманот мој, снимано кај мене во студио. И сега за сега е тоа. Следни песни секако планираме, ќе видиме како ќе собереме, како ќе бидат. Тоа чекаме за нови текстови, значи не сакаме да биде Значи чекаме нови текстови, бидејќи не сакаме да биде само нешто колку да се пушти, да се врти. Значи сакаме да биде нешто квалитетно, моментално отворени сме за текстови, разгледуваме, па ќе видиме, здравје. Так, со глед на тоа што пред малку напоменавте дека и твојата мајка се јавува како текстописец, можам да констатирам дека веќе сте едно музичко семејство. Бидејќи вие сте во роднинска врска. Значи, моето семејство никој не се занимава со музика дома. Така. Меѓутоа, мама така има желба за пишување, за текстови, за песни, за такви работи. И си пишува, значи дома. Например, има цела тетрадка со текстови, со такви работи, меѓутоа беше Славен денете, таа песна што текстот што ми се допадна мене. А иначе има и многу други, меѓутоа некако не се како за моја возраст, таа повеќе се пишува како за нејзина душа. И слично. Така. Испуштив да се ме подсети Тодора Славен ден кога ги набројувавме песните, некако како испуштив да кажам таа е на Гоцефест, изведена пред Лани, значи на Ланскиот фестивал, така да еве да не испуштиме на кој фестивал беше и таа песна. Така. Некако фестивалски досега ви се сите песни. Да, така испадна да. Така, на кој фестивал бележите така поголем успех? Песната повеќе добила аплауз, повеќе била прифатена од публиката, еве според вас? Што знам, според мене на сите поминавме убаво. Дебитантска награда имавме на Гоцефест, значи со Славен ден. И Печалбарската беше доста прифатена, многу добро помина, доста аплаузи. Очекувавме некоја награда, ама не испадна награда. Избегна наградите. До година. До нареден пат и така, тоа. Так. Теодора, кој жар на музика повеќе ти лежи? Еве, она што најмногу тебе те исполнува, ти лежи. Јас, значи, најмногу се пронаоѓам во балади, пеење на балади.
Така, некако таа музика ми е најмногу на душа да ми лежи онака. Меѓутоа на наши свирки, значи свириме се буквално од народно, забавно, македонско, српско, странско. Пробуваме да мешаме се, бидејќи сепак имаме различна клиентела, што би се рекла, различни луѓе. И меѓутоа пак, значи кога зборуваме за тоа што јас сакам, пак би било така некој полежерно баладиче и така. А до сега немаме снимено балад? Немаме, да. Штета. Тоа ни недостига. Треба. Тоа е во план. Да. Кои се следни планови? Еве, веќе при крај сме, што би се рекло, уште 2,5 месеци од оваа година. Кои се следни планови, настапи можеби на фестивали? Сега моментално, значи до сега повеќе бевме пофокусирани на спотот, на видеозаписот. Следни планови, значи за нова година нешто настапи оволна, секако тоа, значи работните ангажмани се. А иначе за снимање на песни, значи кажав, веќе се бараат текстови, кога ќе имаме нешто квалитетно, секако дека ќе снимаме. Так. Во план е секако да снимам нешто, мора да го завршиме тој албум. Так. Каде ве има? Каде може да ве најде публиката, еве конкретно во Кичевскиот крај? Во Кичево не свириме, многу ретко сме во Кичево, бидејќи сепак нема многу места во Кичево каде што има музика. Најчесто сме во Гостивар, значи за викендите, и во Крушево, во Крушевска одаја. Сега овој викенд да одиме малце кон Тетовско. Така, да го освоите и тој пазар. Сепак, значи имаме Facebook страна, сите оние кои што сакаат да не посетат и да не слушнат каде сме, секогаш објавуваме на Facebook страната Профабенд Кичево, може таму да не најдат. И најчесто секогаш таму објавуваме, така да нека следат на Facebook страната, ќе знаат каде сме наредно. Так. Професоре, вие како еве долгогодишен музичар, морам да ве прашам колку македонската песна остана во своите граници, колку избега од своите граници? Колку се измена сето тоа? Така, вака, најпрво, секое време си носи свое време, како е тоа. Јас, пошто работам и со фолклор, значи, кога работиме таму, се трудиме да биде тоа, значи, баш онека стилски, како што е останато од стари, да биде автентично. Да. Сега, нашата македонска музика, немам јас, значи, сега дека не ми се допаѓаат и некои нови текови што се во музиката, меѓутоа сепак треба да се запазат некои автентични работи што се во нашата музика. Ние имаме богат фолклор, богата музика, богати ни се нашите ритмови, тие неравноделни ритмови инструменти наши што се да бидат застапени, така да убаво е тоа да се зачува. Меѓутоа сега да речам за жал или секако имаме наплив многу од нашите соседи. Тоа е тоа. Сега нема тука што многу да се премезе, да се направи, да се забрани или нешто. Затоа што сега и на нашите настапи кога одиме, значи гледаме што публиката сака. Меѓутоа ме радува тоа што ако се веселат на некоја, да речеме, песна од нашите соседи, ме радува што уште повеќе се весела на некоја наша песна. Што е многу убаво, дури некојаш баш со Теодора викаме, види, викаме нешто српско, нешто поминало, весело било добро, наша песна некојто седмосминска поспора што би рекле, се весела дури повеќе него претходното што било во повесел некој ритм, така да тоа ме радува. Може би ги фаќате во афект. Па може, веќе. Ме радува што поготово и многу од младите знаат и многу од постари песни што се, значи што може би не биле ни родени кога биле тие песни снимени, презентирани, така да е тоа интересно и е убаво. Ќе видиме како понатаму. Убаво е на некој начин да се продолжи, да се зачува своето и да се продолжи традицијата. Да, во секој случај. Па добро, предлагам на самиот крај од разговорот да го погледнеме и премиерно вашиот прв видеозапис за песната "Песно живот е мој". И да ви посакам, пред се да ви се заблагодарам за разговорот, да ви посакам многу успехи понатака и секако за сите ваши бројни музички новитети, ние сме тука со вас. Така, ние да ви се заблагодариме на поканата за гостување во ваша прекрасна емисија и продукција, така да се гледаме и понатаму со работката туку што започна, ајде така да кажеме, и тоа е тоа, се гледаме со нови песни, разговори и така. Секако.
И јас би благодарам на поканата за следново што следи, ќе бидеме тука заедно со вас да го споделиме со публиката. Уште еднаш се надевам дека песната ќе се допадне на публиката и дека ќе биде доста слушана. Ние навистина вложивме многу труд во неја и баш ни е така драга некако од сите песни што имаме. Обично пеачите кога ќе ги прашаат која ти е најмила песна, значи не може да одвоиш која. Меѓутоа, ова мене некако посебно ми легна на душа и се надевам дека публиката ќе го препознае тоа. Токму така, а за да го препознае треба да го види, па почитувани гледачи, песно "Живот е мој" и Профа Бенд. Каков ќе ми е животот без тебе, не можам да си замислам, без тебе песно моја, без тебе судбо моја, не можам јас да заспијам, без тебе песно моја, без тебе судбо моја, не можам јас да заспијам. И дур живеам, ти си ми љубов најверна, срце и душа давам, пресно за тебе.
После овие прекрасни музички звуци, како и предели од Кичевскиот крај и промоцијата на песно Живот е мој, продолжуваме понатаму. Следно што ќе погледнеме се добро познатите маестралци, односно оркестар Маестрал од Битола. Покрај бројните нивни патувања и турнеи кои што ги има изминатиот период, најавуваат исто такви и за следниот есенско-земски период. Особено тие оваа година ќе ја маркираат со нивниот јубилеен концерт, во кој што одбележаат 30 години од своето постоење. Повеќе од разговорот со маестралци. Почитувани гледачи, посебно ми е драго што токму денеска во оваа наша сцена, најново издание, ги имаме едни од најбараните оркестри, не само во нивната родна Битола, туку на територијата на целата наша земја, но и надвор од низините граници. Тука веќе заедно со мене сигурно ги препознавате, едни единствени 30 години на македонската музичка сцена, оркестарот Маестрал од Битола. Добро ни дојдовте. Добро најдовме. Така, навистина ретка можност да се собереме вака сите членови и да направиме еден разговор, бидејќи, како што каже во самата најава, постојано сте на настапи, постојано сте на турнеи надвор од нашата земја. Таков беше случајот и со турнејата сега која што ја имавте пред само неколку денови, чинам дека се вративте од таа турнеја, па ајде, Иле, да им кажеме на нашите гледачи како поминавте во Америка. Првен да ве поправам, еден член ни фали во оркестарот. Така? Тој е нашиот колега басист Јове. Така. Поздрав ете до него, да. Оправдано, го поздравуваме многу. Так. Прашањето беше за турнејата, последната. Так, сега не одам да што имавте. Тоа беше во организација на Православната црква во Чикаго, Свети Кирил и Методи. Поздрав до организаторите, односно председателот Горан, секретарот Јовче и цела управа на црквата. Им благодариме што ни укажаа доверба и ние бевме за таа голема манифестација. Значи таа конвенција по нивно, по наше собир да кажеме, на сите православни македонски цркви ширум Америка и Канада. Не знам по број, ги има доста многу, сигурно преку 20. И тоа се прави секоја година во септември. Да, првата недела или почетокот. Ова ни е втор пат кај што учествуваме на таква конвенција. Првиот пат беше во Нью Џерси. Ете и од Чикаго ни укажаа доверба. Поминавме преубаво. Значи, навистина току македонци да се видат на едно место е убава гледка и реткост, да. Так. Посетеноста беше многу голема, зашто ги имаше од сите држави, градови низ Америка, знаеме голема држава, од Торонто и уште неколку градови од Канада. Так. Така да убави импресии, поминавме прекрасно. Так, одлично. Пропратен дел од оваа турнеја беше и фолкерката Татјана Лазаревска. Заедно бевте со неа? Да, овој пат бевме заедно со нашата колешка Татјана Лазаревска. Со неа бевме и прв пат во Австралија, на поголема турнеја да речам, и ова ете така се поклопи, таа беше во Македонија и бевме заедно, поминавме прекрасно. Татјана е, знаеме, дружелюбива. Се држите по битолска линија, што би се рекло? Да, и по битолска линија. Беше преубаво. Ете, уште еднаш голема благодарност до организаторите. Бевме и во неколку други градови и држави. Да најавам во Сиракјус, исто така имаше 50 годишнина од црквата на Свети Ѓорги и таму бевме поканети, исто имаше голем собир. Имавме во Нью Џерси една свирка по повод 8 септември, денот на нашата татковина. Имавме една свирка, прва свирка, таа ни беше, има една прекрасна македонска кафана, да речем ресторант. Тој не може да се рече така, кафана е малце поголема и поотмена. Скадарлија и таму се берат доста наши луѓе, тоа претежно за викенди. Така да се насе беше одлична турнејата. Так. Кој беше репертуарот со кој што се представивте таму, што беше барано во таа далечна Америка? Да, репертуарот беше македонската музика пред се. Так. Старата, староградската, нешто поново. Морам да напомнам, големото изненадување на таа турнеја беше Андреј Илиевски. Така. Нашиот мал гајдаджија, тапанџија и надежен кларинетист. Так. Изурладжи. Све воедно. Изурладжија ќе види. Да. Талентирано момче.
и беше изненадување за сите македонци каде да се појавевме со него, вистинска фешта и задоволство беше да се гледа оркестар маестрал Татјана и Андреј Илиевски. Так, одлично. На некој начин Андреј веќе се вклопува пополека во оркестарот. Па да, баране од сите страни, сега добро е го барат и во прекоокеанските земји и ќе имаме доста соработка. Так. Тату Рубинчо, ајде, после овие пофални зборови, твојот коментар? Па, јас немаше да коментирам околу тоа, каже колегата, мислам видеата кои што беа споделувани од нашинците во Америка, значи мислам дека кажа се зборува само по себе. Так. Андреј не се представи доста добро, преубаво да речеме, еве се како што каже колегата баране. Так. И ќе продолжи со нас, ќе иди. Така. Докај што ќе го побарат. Така, мултиталентиран навистина млад дечко, не е тука, но сепак да го поздравиме. Запиша музичко образование. Да, сега е прва година, не можеше да дојде да поради врските со часовите. Так. И голем поздрав и од него до сите нашинци, до вашата телевизија НТВ. Так, благодариме. Ајде, што е она сега следно што ве очекува? Ете, имате 4 албуми позади вас, бројни настапи се надевам се уште, летниот период знам дека веќе беше турбо, иле? Па, се уште има свирки, не завршуваат тука, негде до при крајот на ноември месец. Имаме фамилиарни веселби. Сега најпресно и следно што ќе се деси една кратка така блиц турнеја до Шведска. Да, до Трелеворг на 6-7 сме мислам таму. Благодарност и до организаторите таму во Трелеворг. Што кажаете, не сме били досега во Шведска. Ова е за прв пат. Мислиме ќе си помениме преубаво, така се надеваме. Другото прашање беше музички новитети. Да, 4 албуми за нас. Так. Околу Нова година ќе има нешто. Так. Сега да не откријаме кој знае што. Последните 2 албуми беа така, не беа снимани да речеме во рок од 2 месеци издаени. Так. Него песна за песна, претежно пред Нова година практикуваме на 2 песни да снимиме. Така да за скоро можеби не е на повидок нов албум, меѓутоа ќе има нешто ново до Нова година. Так. И еве, пошто сме до Нова година стигнати, да кажеме дека во процедура е визата, што не мислам дека ќе биде пречка. Значи за новогодишните празници, празниците по Нова година, Божик и Василица до крајот, до почетокот на февруар, ние ќе бидеме во Австралија. Веќе ваше добро познато тло. Така, стандард. Организатори се тука друштвото Вардар од Перт. Така. Кај нив ќе биме за Нова година. После Владко, нашиот менаџер од прошлата турнеја Јовевски, исто така не превзема во неколку градови низ Австралија и завршно со трети чинам во Перт завршуваме и се враќаме назад, значи 5 недели од прилика, така да накаде очекуваат македонците таму во Австралија. Така, одлично, еве кратка најава на некој начин кажавте и изненадување за тоа што таму веќе да знаат што ќе ги очекува од ваша страна, а пред се знаеме дека ги очекува добра и заградирана забава. Организирани се веќе концертите и тие работи, значи се чека визата сега денојве да стигне таму 2-3 недели процедурата. Се надева на позитивен исход, пошто ова е 4ти пат веќе таму. Така да ќе се видиме и со нашиот другар Ване. Так, се одомаќинивте на некој начин. Ване ќе пијаме кафе негде во Мелбурн, Джелон, кај ќе се сретнеме. Ситне и каде ќе ве наноси патот. Така, предлагам да направиме една кратка пауза, музичка се разбира тука и повторно да се вратиме назад со разговор.
Ете не повторно назад во нашето студио со оркестар Маестрал од Битола. Она што следно би сакала да ве запрашам, бележите бројни, значи видеопроекти, бројни музички соработки со голем број музички имиња. Дали ќе продолжите и понатака во таа насока? Па да, оркестар Маестрал секогаш е отворен за соработка со сите наши колеги и колешки, се разбира. Така мислиме и во иднина да биде и попознати и помалку познати, сите се добродојдени за соработка. Па се надеваме ќе има уште такви проекти. Така. Како се случува, еве, предпоставувам дека на повеќе настани во исто време сте барани, како ги селектирате? Еве, ќе мора на некој да му одложите, да кажам, за да настапите кај некои можеби поблиски роднини. Вака се, во врска со таа ситуација кај на секој прв ќе си закажи термин. Тоа е правилото, тоа останува и нема откажување. И шо да е и роден ден, да е најобичен, ние не го откажуваме. До сега ете 30 години. Имаме голема доверба во народот, збор е кај нас и за тоа се држиме. Така, ве има буквално низ целата земја, барани сте? Најповеќе снете Битола, Прилеп, Охрид поредко, така, Скопје поредко, Уше поредко. Кичево. Кичево, да. Така. Покрај малиот Андреј во Маестрал провејува, се појавува од време на време и Христина. Рубин, докаде е таа? Таа моментално сега живее и работи во Америка. Така. Имаше желба да направи некој проект со нас, и тоа и го овозможи група Маестрал, благодарение на колегите, благодарение на поддршката вие која ја давате НТВ телевизија. И сега имаше исто неколку песни сними во вашата продукција. Боже здравје на лето најавува некои поголеми работи, така, па се да не откривам јас во незино име. Така, секако. Наголемо ја негувате пред се и македонската народна песна, но и она песна која од каде што доаѓате, битолската, од битолското поднебје. Што е најповеќе барано? Па се, значи, најповеќе е барана македонската музика и ние, значи, сакаме да ја пласираме таа музика кон нашиот народ и мислиме дека она кој најдобро го знаеме и го умееме и мора тоа да го пласираме и да си ја зачуваме нашата македонска музика. Така, колку не достигаат новокомпонираните песни на македонската сцена? Па факт е дека во последно време, да речеме овие постарите песни кои ние сите групи знаеме, умееме да ги препееме, мислам се доволно и тие застапени. Има и ново компонирани, не дека нема. Меѓутоа, сепак оние постарите се некако дали повеќе познати, дали не знам што е поприфатливи секој народот. Така. Често сте на далечни турнеи надвор од нашата земја. Дали можеби досега ете се пројавила некоја си соработка со тамошни музичари, со тамошни композитори? Еве зборувам конкретно за Австралија, за Америка, бидејќи има голем број македонци кои што живеат таму и се занимаваат со музика. Па сега благодарение на Facebook, на социјалните мрежи, да речем, сите сме некако многу блиски колегите. Така. Значи комуницираме, се помагаме. Тие кога дојдат кај нас во Македонија, доколку сме ние во можност, му излегуваме во сусрет благодарение и таму кога да појдеме Австралија, Америка, еве да речем на оваа турнеја во Америка, голема благодарност до фамилијата Романовски, до Јован, неговата фамилија, сопруга, мајка, татко, синчето Стефан. Цело озвучење беше комплетно покриено од него на сите концерти. Така. Саше Шамберски од Нью Џерси, тој ни е еден од најголемите пријатели, еве да го поздравиме и него, и сите во Нью Џерси, во Чикаго. Тој беше дел од организацијата. Така. Да не ми замерат сите, некој може би изоставив, голем поздрав до сите. Така. Колку помладата популација, еве како вие врвни музичари, искусни, сите виртуози на своите инструменти, пројавиле интерес да дојдат кај вас, да научат на инструмент да свират? Покрај Андреј веќе кој што е феноменален, ќе кажам. Па, сега мислам, во ова време е доста полесно за оние кои учат музика, од едно време кога ние учевме музика. Така.
Тоа време ние кога учешме музика, многу бевме ограничени во врска со напредок на оваа нова дигитална технологија што се употребува денес. Тоа знаеме, имаше касети, едно касетофонче секој дома имаше, системите беа голем поим за нас. Така да тоа касетофонче требаше првен да фатиш од некој радио, да снимаш некоја песна оро, па така да се потрудиш да го научиш, а сега ги имаш на дланка се што сакаш. На самиот телефон. Македонско сакаш, англиско сакаш, српско сакаш, балканска музика, се ти е на дланка. Доколку имаш желба и волја за работа, е многу полесно него ние едно време што кога учевме и кога творевме, мада и тоа време може си имаше некои предности. Меѓутоа сепак сега е полесно за новите генерации. Так. Но сепак сето тоа донесе едно мало изменување, како да кажам, една сосема друга насока на македонската песна. Видете, јас да кажам вака. Значи и песната е некоја жива материја што трпи промени и нормална е таа работа. Так. Значи пред 30 години ние кога се формиравме, ги немаше овие озвучења денес што ги имавме, тоа беше многу примитивно, саундот беше многу преносен. Да, сега имаме, затоа викаме многу полесно во денешно време да си музичар, него во тоа време. Зборот беше за песните, треба да има промени на песните. Мислам, да не избегаме од она нашето, да речеме сега, да земиме од сите комшите некои работи, а наше да нема ништо. Так. Меѓутоа, овде на Балканот толку е испомешана музиката, така да никој не може да се пофали дека ние пееме само наше. Ни србите, ни ние, ни грците. Значи, познаваме песми што се снимани и на грчки јазик, и на македонски, и на српски, па и бугарски, така да тоа е незапирливо. Некои се револтирани, сега овие новите песни, вакви се, такви се, може би има некои вулгарни или било како, меѓутоа некогаш младите па и на тоа уживаат. И се не можеш да ги бираш песни тебе што ти се допаѓаат и одиш на свадбата ги свириш. Одиш на свадба да свириш луѓето што сака. Так. Не можеш да бидеш ограничен сега, ние ги свириме овие песни, ако ви се допаѓаме, арно, ако не ви се допаѓаме, барете други. Ние свириме се што ни се бара. Так. Да не изиграваме патриот или вака така, мада 80 или 90% од песните ни се македонски, меѓутоа не се срамиме да испееме и бугарска, и српска песна. Грчка не пееме сега со спорот со името, не пееме. Иако сте соседи. Меѓутоа со србиме соработуваме. Так, да се пошали. Так, нормално, да. Секако, еве и вие кога сте надвор на турнеја, еве конкретно ќе кажам за австралиска и таму се организираат тие балкански вечери, каде што и вие сте дел на некој начин од тие балкански вечери. Се организира. Да. Се организира тоа во поново време, до пред 10 години да речам, немаше по тие културно-уметнички друштва и менаџери што ги носеа, беше така како демек македонско, да, се свири и ништо настрана од тоа. Меѓутоа пак ќе речам, луѓето не гледаат некои доколку слуша српска музика, тоа не значи дека човекот не си ја сака државата. Так. Меѓутоа сепак да има ред, да не биде вечерта српска, него да биде македонска со неколку српски песни. Так, со примеси. Да, ништо не е страшно ако се испеат цела вечер 10-15 српски песни. Меѓутоа пак грото од песните се наши. Така. После сите бројни турнеи, сите бројни настапи, како успевате да се одморите? Како дома да се видите со семејството, со роднините, пријателите? Еве, како поминува еден ваш неработен ден? Еден наш неработен ден поминува со работно. Со кафе на широк сопек. Так. Вака. И овие турнеите што се турнеи, многу наши пријатели, другари ќе кажат, блазе си, ви се изнашетавте. Да. И тоа мене малце ме иритира како да ние одиме за шетање. Так. Покрај музиката ќе прошеташ. Да, нормално. Меѓутоа, ако си бил се 4 пати во Њујорк, си видел доста од Њујорк, не можеш да го видиш Њујорк 4 години да живееш, оние битните работи си ги видел и се фактички не одиш поќе за да видиш Њујорк. Одиш да заработаш нешто, да го сработаш за тоа што се викне, се вратиш назад. Така да ние не одиме по турнеи само за да шетаме. Так. Ние одиме си ја забркаме првен работата. Ако има можност нешто. Ако има можност да се посети, ќе се посети, меѓутоа одиме за музика, да оставиме добри спомени, за повторно да повикат, така да шетањето е во втор план. Така.
ми го извртиле прашањето, ми беше како се одмарате во еден неработен ден? Па што знаме, те понеделнички така, после 2-3 свадби за викендот, мораш да отпиеш. Јас сум најраден будник, смеат некош колегите, меѓутоа тоа е навика на човекот. Да. Јас имам рутина од 8:39 часот на утро. Кога и да легнам, сум на нога. Пијам првото кафе. Еве, Рубинчо открива друго. Ретко трчам, се гледа поведе. Трчам кој ќе ме брка некој. Така. И така да понеделнички наистина ни треба мала пауза. Од вторник натаму веќе си одморен, доколку секој сите сме фамилиарни, имаме обврски со ова, со она. Мора обврските да се бркат. Обават, така е. Така. Предлагам повторно да се одмориме со музичка номера и да се вратиме на разговор. Ете не повторно назад во студиото на Импродукција после овие прекрасни музички звуци. Она што оваа година го одбележува на некој начин за вас, за вашето постоење, е 30 годишниот јубилеен концерт кој што го одржавте во вашата родна Битола. Впечатоците се уште тазе, предпоставувам? Да, впечатоците се тазе и благодарение на вашата телевизија можеше цела диаспора и цела Македонија да види дел од атмосферата што се случуваше на нашиот јубилеен концерт. Па се надеваме дека беше успешен и ќе ни даде поттик за понатаму да имаме поќе волја нешто повеќе да направиме наредните, се надеваме, јубилеи, доколку ги види. Така, навистина имавте одбрани песни, значи, за тој јубилеен концерт. Навистина публиката, гостите во Император беше, така? Да, Барон. Да, Барон, новиот дел, да кажеме, ужива во сето тоа. Колку време ви беше потребно за да се подготвите за тоа? Искрено немавме многу време за подготовки, затоа што јули и август се толку ударни месеци со музиката, така да 3-4 свирки неделно обавезно имаш. Немаш многу време. Организацијски така нешто се договоривме како ќе личи и сето тоа и песните беа одбрани. Мислам, тие се неколку песни, не сакавме многу и тој официјалниот дел да трае, пошто луѓето се знаете повеќе за веселба и тие работи. И гостите си ја завршија својата работа, ние завршиме нашата, така да навистина имаме многу добри импресии, позитивни од нашиот јубилеј, дај Боже да ни се множат јубилеите и да се гледаат. Нека се множат годините се повеќе и успеси да бележите. Ќе може ли публиката, вашите обожаватели да ве очекуваат за 35 години јубилеј? Се надеваме, како што рече мојот колега, ние не се откажуваме. Ете, ова и јубилеј ни остана така во ќе ни остане во добро сеќавање, мада и 25 години беше многу добро. Сега амбиентот беше подруг, се сеќавате на 25 години околу базенот, неосветлено, публиката разделена, сега беше така баш како што треба да биде. Склопено на едно место, да. Сега во следните 5 години ова ќе не истурка да ториме, да она и да излезиме, да се појавиме со нешто ново на 35 години. Така можеби нов албум, петти. Да, така. Ми беше чест и задоволство за остварениот разговор. Ви посакувам многу успехи понатака и секако ние сме тука за заедничка соработка. Благодариме од се срце. Секако сме добре дојдени кај вас и фала ви многу. Благодарим уште еднаш. Верувам дека брзо изминаа минутите кои што ни беа предвидени за ова издание на наша сцена. Со сето она што го одбравме токму во оваа наша сцена, исто така верувам дека успеавме да го задржиме вашето внимание до самиот крај. Доколку е тоа така, повторна средба ви закажуваме за точно 7 дена на истата ваша фреквенција. До тогаш бидете поздравени и слушајте исклучиво македонска музика. Довидување!